Општина Илинден е една од најразвиените општини во Македонија. Интензивно се гради инфраструктура, се градат нови фабрики, а има голем интерес и за доселување на граѓани. Невработеноста во општината е само 6%, истакна лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски кој денеска ја посети оваа општина. Тој направи увид во изградбата на канализациона мрежа и пречистителна станица и во обновениот дом на култура. Пречистителната станица е со капацитет од 1250 жители, односно 330 домакинства, а канализациониот систем е во должина од 4000 метри. Проектот е во вкупна вредност од 30 милиони денари. По средбата со граѓаните, Груевски истакна дека општина Илинден е одличен пример за локален економски развој. Локалната економска зона Марино Кадино е со површина од 115 хектари, со 50 градежни парцели за фабрики. До сега 15 фабрики се изградени, 20 се во градба, а 15 се во подготвителна фаза за отпочнување со градба, а има голем интерес и за изградба на куќи во зоната Јака. Значено е што општината, можам да речам, изубилува со индустријски капацитети. Овдека невработеноста е само 6% во општина Илинден. До сега, како што разбрав од надлежните, продадени се сите локации во индустријската зона и голем дел се изградени, 15 од нив се изградени, 20 се во тек на градба и 15 се во подготовка за градба. Така што општината веќе размислува за изнаоѓање на нов простор за развој во делот на економијата, односно во делот на изнаоѓање локации за градење на фабрики, на индустријски капацитети, магазини и други производни или услужни дејности. Дознав дека во најголем дел продадени се и локациите за куќи, околу 350 локации за куќи кои што ги одреди општината во местото наречено во поголемата локација наречена Јака се веќе продадени. Останува еден дел кој што се приватни. Општината размислува и за нови крупни локации каде што ќе може да се градат многу куќи. Груевски при посетата на Илинден истакна дека е задоволен од досегашната работа на градоначалниците, бидејќи најголем дел од ветеното во предизборната кампања досега е реализирано. Во основа, секогаш кога зборувам за задоволството од градоначалниците, тоа го правам поединечно. Меѓутоа, во основа, во целина гледано, мислам дека нашите градоначалници завршија голема работа и што е најважно, ги исполнија ветувањата во најголем дел кои што ги дадоа пред граѓаните. Од она што го пресметавме во партијата, реализирани се 10.359 проекти на сите градоначалници на ВМРО-ДПМН. И исполнети се најголем дел од дадените ветувања во програмата и дадените ветувања во митинзите на пред 4 години на изборите во 2013 година. Она што исто така е важно дека многу се инвестираше во инфраструктура. Изградени се или целосно реконструирани околу 2000 патишта, улици низ сите општини во Македонија, во должина од 1700 километри. А исто така, во делот на водоводите и канализационата мрежа, изградени се околу 700 километри водоводи и канализациона мрежа низ општините каде што на власт е ВМРО-ДПМН. Градоначалниците во целина гледано беа многу посветени да реализираат проекти и да го остварат својот збор што го дале пред граѓаните. И јас сум убеден дека во наредните избори граѓаните ќе го поздрават тоа, заклучи Груевски при посетата на Илинден.